Новиот моторен воз од кинеско производство, што беше набавен пред околу 2 години, конечно пристигна во Кочани. Во вторникот попладне, според редовниот возен ред, влезе на железничката станица, на пријатно изненадување и на патниците и на малобројните граѓани кои случајно се затекнаа овде. Без поголема помпезност и најава, застана на перонот број 3, разубавувајќи ја гледката со својата белина, прошарена со боите на македонското знаме. Во внатрешноста на возот, сосема поинаква слика и атмосфера од вообичаената во досегашните железнички композиции. Климатизација, телевизиски екрани со известувања, чисти и пространи ходници и купеа, а не недостасува ниту простор за дополнителен багаж, како велосипеди, колички и слично. Малата возбуда беше очигледна и кај вработените на железницата, затоа што поради дотраеноста на пругата, непознато било дали возот воопшто ќе стигне, со оглед што современата опрема во него предупредува на сите дефекти на шините и автоматски го запира. Како прв пат овој воз доаѓа на оваа пруга тачно, добро поминавме, немаше проблеми, добро се однесуваше по самата пруга. Поред закажаното време малце касневне некоја минута, али бидејќи доаѓаше прв пат, моравме да бидеме малце повнимателни. Има ли шанси редовно да стане комуникацијата со овој воз до Кочани и Скопје? Тоа зависи од раководството горе, али предпоставувам дека така ќе биде. Што еднаш веќе се одлучиле да дојде навака, најверојатно размислуваат за да го воведат во оваа линија и овој воз. Набавката на нови електрични и моторни композиции од Кина, Македонски железници ја реализираше во текот на летото 2015 година. Досега во функција беа пуштени композициите на сите релации освен кон Кочани. Причината за тоа неофицијално се оправдуваше со состојбата во која се наоѓа пругата, односно потребата за нејзина реконструкција. Ова особено се однесува на делницата од железничката станица Соколарци до Кочани, каде неопходно е дополнително набивање на земјената подлога поради карактеристиките на теренот низ кој поминува пругата. Возниот ред останува непроменет, односно тргнувањето од Скопје е во 15 часот и 22 минути, а од Кочани во 5 часот наутро. Билетот во еден правец чини 249 денари, додека за повратен треба да се платат 398 денари.